Добро вечер, започнува емисијата Здравјето е се на Канал 8. Пред да ви ја најавам нашата гостинка, само ќе кажам еден податок и една црна статистика. Дека во Македонија годишно околу 12.000 лица умираат од срцеви болести. Во вкупната бројка на починати лица, болестите на циркулаторниот систем учествуваат со речиси 58%, што би значило дека секој втор македонец умира од срце. Освен ова, загрижува и намалувањето на старосната граница на бројот на заболени. Ако порано болестите на циркулаторниот систем беа карактеристични за постарите лица, сега се повеќе млади луѓе заболуваат од срцеви болести. Срцевите заболувања се тема на која вечерва ќе разговараме во емисијата Здравјето е се со доктор Снежана Бунгарт-Мешковска, кардиолог од клиничка болница Аџи Бадем Систина. Добро вечер, добро ни дојдовте за прв пат во студиото на Канал 8. Добро вечер, благодарам на вашата покана и навистина ми е драго што ќе учествувам во оваа емисија, каде што малку ќе поразговараме за срцевите заболувања и ќе се потрудиме можеби да дадеме една информација повеќе за населението во овој регион. Така и превентивно и едукативно да влијаеме на граѓаните на Кочани и секате дека допира сигналот на Канал 8. Јас споменав, доктор, ќе во најавата дека срцевите заболувања се во голем подем во Македонија па и во светот. На што се должи тоа? Да имаме толкова зголемување на овие срцеви заболувања? Она што е вистина, за жал, е статистиката која што кажува дека во Македонија постои епидемија на срцеви заболувања. Не само во Македонија, веројатно и во целиот Балкан, постои епидемија на срцеви заболувања. Овој термин се употребува за степенот на раширеноста на кардиоваскуларните заболувања во нашиот регион, за жал. Основната причина се разбира, мислам дека веќе сите граѓани ја знаат, бидејќи многу се зборува во медиумите за здрав живот и за здрав начин на исхрана, на однесување кон животот, за менување на стилот на живење, така да веројатно луѓето се свесни за тоа што представува причина за кардиоваскуларната болест, но она што јас не сум сигурна е дали се спремни да тоа го сторат, да ги препораките почитуваат и дали се спремни да сменат нешто во своите животи. Се разбира, знаеме сите дека основниот фактор кој што го убива човекот е пушењето цигари и за жал тоа е се уште масовно во Македонија. Масовно е од раните години кај целата младина. Так. Јас за жал кога ќе поминам покрај некои кафичи, кафулиња, навечер просто се зачудувам колку улиците мирисаат на тутун. Што е страшно, морам сепак да го кажам. Веројатно се почитува законот да не се пуши внатре во просториите, но пушењето надвор предизвикува чувство на еден мирис на никотин насекаде навечер. Вториот убивачки фактор представува високиот холестерол во крвта и тоа пред се должи на лошиот начин на исхрана, на неправилниот начин на исхрана и на ексцесивниот начин на исхрана. Употребата на соодветно масло за јадење, употребата на помала количина на масноти при готвењето на храната, сметам дека во Македонија се уште не е насекаде присутна. Веројатно постојат одредени категории кои што применуваат здрава храна, но мислам дека се уште не е допрено до ушите на секој граѓанин на нашата држава. Се уште предпоставувам дека постојат региони каде што дури се користи животинска маст во исхраната, што е отфрлено многу одамна во светот. На база на овие два ризик фактори секако се надоврзуваат и други, како што е покачениот крвен притисок кој што не се лекува. Скоро 20% од целокупната здрава популација во светот има покачен крвен притисок. Тоа е исто така еден ризик фактор кој што е фрапантен, а опасноста представува кога не го лекуваме крвниот притисок, што мислам дека се уште е присутно во Македонија. Следниот фактор е шекерната болест, која што исто така настанува заради несоодветна консумација на
нездрава храна во текот на целиот живот, најчесто, кога би зборувала за адултниот диабет, за диабетот кај возрастните луѓе. И еден ден појавата на оваа болест представува еден ризик фактор кој што е тлеечки, кој што е, како да кажам, тивок убиец, мислите? Да, кој што представува тивок убиец во организмот, а заедно со останатите ризик фактори, ризикот се мултиплицира, значи не се зголемува 1 плюс 1 плюс 1, туку се множи. И сето тоа заедно представува голем ризик за кардиоваскуларна болест. Но она што јас сакам во текот на оваа емисија да кажам, можеби збор повеќе, е не само кардиоваскуларната болест на срцето, бидејќи тоа не е единствена болест на срцето. Срцето заболува и од болест на залистоците, која што болест е многу присутна во Македонија и за жал многу малку од вкупната популација има можност да таа болест и биде откриена и биде препорачана соодветно лекување. Покрај овие залисточни болести постојат и болести инфективни на срцето, кои што исто така сметам дека во Македонија се доста запоставени. Нивното откривање е споро, кога ќе се открие лекувањето доцна се започнува и последиците се огромни. Постојат исто така и болести на срцевиот ритам, кои што се многу присутни во Македонија, а кои што многу малку успеваат да дојдат до правилното лечење и до соодветното место за лекување. Заради тоа, убаво е да се позборува малку за целокупноста на срцевите заболувања, да допре до ушите на пациентот кои симптоми секој човек би требало да ги препознае за да отиде на лекар. Симптомите се многу важни, ќе ги објасниме, а со ова веќе ги објаснивме и различните групи на луѓе, како што кажавме, диабетичарите, луѓето со висок крвен притисок, со висок холестерол во крвта. Добро, околу симптомите да објасниме и да им биде појасно на гледачите, имаме ли специфични карактеристични симптоми кои можат да не доведат на лекар и да препознаеме срцеви заболувања? Мислам дека дел од симптомите пациентите брзо ги препознаваат. Појавата на градна болка при одење или градна болка во мир, пациентите обично ја препознаваат и мислам дека од тој аспект брзо се ориентираат кон првиот матичниот доктор кој што е одговорен за нив, а тој мислам дека исто така брзо успева да го трансферира пациентот онаму каде што има потреба за да се доврши дијагностиката и лекувањето. И покрај тоа што кардиоваскуларната болест е килер број 1 во Македонија, сепак мислам дека во последниве години, тоа е моја субјективна претпоставка се разбира, дека времето на чекање се намалува. Времето на доаѓање на пациентот до правото место се намалува и времето на лекувањето се забрзува. Особено затоа што постојат повеќе институции веќе во Македонија кои што се високо специјализирани за лекување на кардиоваскуларниот пациент. Но она што може би е битно како симптом да го спомнеме, тоа е симптомот на замор, симптомот на тешко дишење, симптомот на лупање на срцето, симптомот на истоштеност, кој што многу често, за жал, и пациентот и докторите го припишуваат на возраст, го припишуваат на голема телесна тежина или го припишуваат на постоење на некоја друга болест. Значи, јас сакам овде еден апел да направам дека чувството на замор кај еден пациент кој што има над 70 години не е затоа што старее. Вие погледнате, а 70 годишната популација во светот, тоа се луѓе кои што скијат, кои што спортуваат, кои што се изузетно витални, додека за жал во Македонија старосната генерација е многу намалена, токму заради таа запуштеност и по однос на водењето грижа за сопственото здравје, но и по однос на раното препознавање на симптомот замор. Симптомот тешко дишење или чувство на гушење или чувство на грудка во грлото, често пати гледам дека се заменува со болест на
системот за плуќни болести, на пулмонална болест, па често тие пациенти додека стасаат до кардиолог веќе поминале пулмолози, нефролози, неуролози и многу други специјалности, додека можеби требало тој пациент прво да се ориентира кон кардиолог, па доколку се исклучи кардијална болест, понатаму да се ориентира кон други типови на заболување, бидејќи од тука за голем број од овие симптоми од тука треба да почнеме. Тука спаѓа се разбира и симптомот срцебиење, кој што представува симптом на срцева слабост, симптом на болест на залистоци на срцето, а можеби и прв симптом на пореметен срцев ритам. Сите овие болести, доколку навреме се откријат и доколку навреме се ориентираат кон правилно лекување, прво може да се спречи прогресијата на болеста, може да се излечи болеста и може да се излечи болеста, тука би застанала. Да. Добро, ги објаснивме симптомите, значи веќе кога дошло до срцеви заболувања. Многу е важно да зборуваме за превенцијата, како се превенираат ваквите болести, за да не дојде до... Тоа мислам дека е најважното прашање во оваа емисија, да до обичниот човек допре во увото како да ја спречиме болеста на срцето. Спречувањето се разбира по однос на кардиоваскуларната болест се однесува на менување на стилот на живење. Менување на стилот на живењето се постигнува од раната младост. Вие во уводот кажавте дека се повеќе млади луѓе заболуваат од кардиоваскуларна болест и тоа е точно. Ние во болниците тоа го гледаме секој ден. Ние скоро имавме еден пациент на 21 годишна возраст кој што имаше тешка болест на крвните садови на срцето, а од ризик фактори имаше пушење, имаше пореметен липиден статус и имаше во фамилијата присуство на болест од истиот облик. Значи, уште од раната младост треба да се препознаат ризичните категории. Сите оние луѓе, млади луѓе, кои што во семејството имаат болен родител од срце, во животот треба максимално да ги избегнуваат другите ризик фактори кои што ќе го мултиплицираат нивниот ризик за кардиоваскуларна болест. Тоа значи дека тие луѓе не треба да пушат цигари, тие луѓе секогаш треба да имаат нормална концентрација на маснотии во крвта, тие луѓе треба да спортуваат, здраво да се хранат и да изгледаат витално, да не дозволат да добијат во телесна тежина, да не дозволат да водат седентарен живот во текот на својот живот и да не внимаваат на себе или да се себе си едноставно заборават и запуштат, што го гледаме секојдневно по улиците низ Македонија. Здравиот начин на живење представува многу примена на спорт и тоа од рекреативен тип. Не мора тоа да бидат некои тешки спортови, така? Не мора тоа да биде спорт кој што е оптоварувачки, кој што захтева време, кој што захтева снага. Тоа треба напротив, значи релаксирано. Рекреативен спорт. Брзото одење е еден од најлесните и најевтините рекреативни спортови. Значи секој може да ги прави. Никој не може да се оправда дека не може брзо да оди затоа што нема пари да влезе во фитнес клуб и да тамо практикува некој спорт. Дури практикувањето на брзо одење, еден час, да речеме, во кој ќе се изодат побрзо 5 километри за тој час, е поефикасен спорт отколку некој заморителен фитнес спортска активност која што за кратко време ќе го исцрпи организмот, ќе потроши наеднаш многу калории, меѓутоа после тоа ќе отиде во кафана и ќе ги надокнади за кратко време. Трчањето, џогирањето е исто така убав спорт кој што едноставно секој може да го примени секаде. А гледам дека во Македонија станува многу популарно возењето точак. Она што навистина ме радува кај младите луѓе, што гледам дека тие секојдневно практикуваат се повеќе младинци да возат точак и тоа на подолги стази, па дури маунтин байк, гледам дека е доста
популарен спорт меѓу младите и јас на вистина кога ќе видам на нашите планини млади луѓе кои што се мачат и така се радувам на тоа. Да. Значи физичката активност е многу важна за превенција, ја кажавме исхраната. Стресот колку може тука да има улога? За жал, стресот има многу голема улога во појавата на кардиоваскуларната болест, но секогаш треба да си го поставиме прашањето дали можеме да го избегнеме стресот. Секогаш. Бидејќи ние за да живееме мора да работиме, а работата за од нас изискува дисциплина, точност, прецизност, а сето тоа представува голем стрес на организмот. Стресот е присутен дома, стресот е присутен на секаде, особено кога некој од обврските не можеме да ги направиме. А мора да ги направи. Да, мора, значи тоа е стрес постојано кога касни автобусот, кога касниме на некој состанок, кога не сме успеале и ситници да завршиме во текот на денот, представува стрес. Како да го избегнеме стресот? Дали тоа е воопшто можно? Сметам дека е можно. Начин на кој можеме да го избегнеме стресот е дисциплина на живење. Доколку имаме една сериозна дисциплина, да секогаш го почитуваме тајмингот на нашите обврски, а тоа значи точно да одиме на работно време, кога имаме една работна обврска, веднаш да ја извршиме, да не ја оставаме за утре, за да не се мултиплицира и дополнува неизвршената обврска, па потоа се надополнува и се зголемува стресот. Мислам дека кога би успеале да работните обврски ги распределиме правилно во текот на денот, а во тие обврски да имаме и еден час спортска активност, стресот навистина многу ќе се намали. Она што го гледаме како разлика во начин на живеењето во Македонија и начинот на живеењето во било која соседна странска држава, ќе видиме дека ритамот на живеење во Македонија е различен. Значи, ние знаеме дека во светот се станува, се доручкува, се оди на работа, се прави пауза за ручек, се довршува работата, се вечера, се излегува или се гледа телевизија. Има некој ред на нештата. Кај нас ретко можеме да видиме едно семејство кое што седнува на ручек заедно, бидејќи сите имаат различни тајминзи. Керката е на факултет, синот е на баскет, сопругот работи до 6 часот навечер, мајката до 3 сат, па никој не може никогаш да седнат и да ручаат заедно, што представува сериозен проблем. Но за жал ние не можеме да го смениме тоа. Ако детето е на факултета, а сопругот работи до толку, значи тоа се работи кои што не можеме да ги барем додека системски некои работи не се решат. Но што можеме да направиме? Да најдеме заеднички момент, да најдеме момент кој што фамилиарно ќе направи една мала релаксација на целото семејство, а сето тоа после ќе влијае и во работниот процес и во се, нели? Сметам дека е можно да се избегне стресот, можно е да се намали стресот. Само секоја индивидуа треба да најде начин како мора да се работи на тоа, мора да се работи многу на тоа. Во однос на лекувањето на срцевите заболувања, која е терапијата? Претпоставувам дека е различна за различни срцеви заболувања, но и каде е нашата држава во однос на споредбено со другите западни земји и секако во однос на тоа дека вие сте работеле и во странство? Да. Можеме ли да паралела да направиме на споредба? Можеме паралела да направиме, значи јас работев во клиничкиот центар во Скопје на кардиологија, понатаму работев во клиничката болница универзитетска во Женева и сега сум во Аџи-Бадем система и можам, која што е приватна болница, и можам навистина да направам една споредба на врвни институции од различно место и од различен тип. Имам преку 30 години работно искуство од кардиологија зад себе и имам видено скоро се. Разлика дали постои? Разлика дали постои во лекувањето? Може би и не многу голема. Разликата постои во брзото превземање на пациентите. Раната диагностика, раното превземање на пациентот и раното и навременото ориентирање на пациентот кон правото лекување се основната разлика која што постои, но она што ние моментално во Кочани го правиме, а го правиме и во други градови во Македонија, го прават и другите институции,
представува еден начин да побрзо допреме до болниот, да побрзо и понавремено ги откриеме локалните проблеми. Еве денеска јас во Кочани, кај доктор Шуперлиски, ќе учествувам во обработка на неколку пациенти кои што доктор Шуперлиски ќе ги одбере како кардиоваскуларни и кардијални пациенти и врз кој ќе извршам една супервизија на работата на колегата, кој што сметам дека е одличен интернист, кој што се занимава со кардиоваскуларна патологија, но конкретно малку ќе помогнам во побрзото откривање на кардијалниот болен. Тоа секако ние го правиме за комфорт на пациентот, за сигурност на пациентот и за побрзата обработка на пациентите. Сметам дека ова е еден од начините да се приближиме до побрза диагностика, до побрзо откривање на болеста и потоа превземање и побрзо решавање на пациентот. Споменавте диагностика. Имаме ли добри апарати во Македонија за диагностицирање на срцевите заболувања? Во Македонија има добри апарати за брзо диагностицирање на пациенти. Некогаш не е доволно само апарат, доволно е и знаење на докторот и стручноста на самиот лекар, да, докторот да добро работи со тој апарат. Инаку апарати мислам дека има доволно, без разлика што ние и носиме некогаш наши апарати по ординациите со цел да помогнеме, значи, на побрзото разоткривање на болниот, но сметам дека апаратура не недостасува. Она што можеби недостасува е знаењето дека пациентот може брзо да се реши и навреме да се реши. Кога во Македонија немаше кардиоваскуларна хирургија, ние и да сакавме докторите, значи тоа е мојата помлада возраст од мојата кариера, и да сакавме многу да направиме, немавме можност. Значи моравме пациентите да ги испраќаме за диагностика за коронарографија во Белград, јас и тој период од работната кариера го доживеав, па понатаму да ги праќаме пациентите во Америка за бајпасеви, потоа дојде Бугарија, потоа дојдоа други институции за различни заболувања, но денеска сето тоа го имаме дома. Денеска имаме можност пациентите да ги лекуваме не само со лекови, туку да им овозможиме и соодветен хируршки третман. И тоа ние го правиме во нашата клиника Аџибадем Систина. Имаме добро развиена кардиоваскуларна хирургија која што се занимава не само со лекување на кардиоваскуларната болест, туку лекување и на срцевите залистоци. Токму тоа е она што сакам да го апелирам до матичниот доктор, до докторот специјалист по интерна медицина, а кој што сака да се занимава со кардиоваскуларна патологија, е дека препознавањето на симптомот е едниот дел од работата, а вториот дел е брзото процедурирање на пациентот за брза и рана диагностика, за да тој пациент стаса на хирургија во момент кога срцето е се уште здраво, во момент кога после операцијата ќе се предвиди добар квалитет на живење, односно ќе се предвиди операција со мал ризик или дури и без ризик. Сметам дека овој дел е можеби различен со земјите во странство, бидејќи таму ова брзо тече. Да. Значи многу брзо. А раната диагностика е од исклучително значење за излекување. За навременото лекување. Додека пак по однос на лекувањето, мислам дека скоро сите процедури на лекување се присутни во Македонија, почнувајќи од интервентните процедури и до медикаментозните процедури и хируршките процедури. За некои од интервентните процедури можам да кажам дека можеби немаме се, но ние конкретно за нас можам да кажам во клиничката болница Аџибадем Систина имаме соработка со институции пак од соседните земји при што доаѓаат доктори на наш повик да извршат процедури кои што ние конкретно не ги работиме, но кои што за многу краток и брз период ќе почнеме да ги воведуваме. По однос на хирургијата, мислам дека нема хируршка процедура која што ние не ја работиме, а која што се работи некаде, што се однесува до возрастната популација, значи што се однесува до
кардиохирушки операции на возрастни луѓе. За педиатријата не би зборувала. Так. Го споменавте доктор Шуперлиски, тука доаѓате почесто, нели, ги прегледувате пациентите и соработувате со доктор Шуперлиски од Кочани, но и со други лекари од нашиот регион. Така ли? Јас конкретно до сега неколку пати сум била кај доктор Шуперлиски, кој што изузетно го ценам и кој што сметам дека тогаш кога јас доаѓам успева да направи добра селекција на пациенти кои што имаат кардиоваскуларна болест. Прегледите колегата ги врши, целата обработка со пациентот исто така тој ја врши. Јас сум во принцип тука малку да сугерирам и да дополнам она што го имам од своето знаење, искуство и можност да ја применам. Значењето на таквата соработка е голем. Соработката е многу голема и многу битна за пациентите. Практично нема пациент кој што не е задоволен и кој што не е среќен дека не мора да доаѓа во Скопје, не мора да закажува прегледи, дека се уште народот смета дека тоа е тешко, да се дојде, да се закаже преглед, па дали ќе се чека, дали не. Добро, на секој финансиски не одговара. Ние одлучивме да дојдеме до пациентот заради неговиот комфорт, заради неговата сигурност и заради општата размена на искуства, на знаење и на помагање. Ние лекарите постоиме за пациентите, и тоа ни е работа. Нашата институција, мојата институција во која што јас сега работам, мислам дека прави одлични напори да што повеќе дојде до пациентот, што побрзо дојде до пациентот кој што има мака. Так. Еве, за крај на емисијата, доктор, ќе може ли, иако вие во текот на целата емисија зборувавте за препораките на кои треба да се внимава за да не дојде до срцеви заболувања, но еве да ги спомнеме за крај да резимираме. Кои се вашите препораки за да не дојде најпрво до срцеви заболувања? Па моите препораки се општо веројатно познати, веројатно ги слушаме по сите медиуми, но пак ќе кажам, најверојатно не доаѓаат брзо и ефикасно до ушите на секој човек. Јас ќе почнам од здравата исхрана и од здравиот начин на распределба на исхраната. Сметам дека потребно да се има доручек, ручек и вечера и дури и 2 ужини за да правилно се храниме и за да изгубиме на телесна тежина. Но она што е најважно е да го смениме тоа што го јадеме и да го смениме тоа што го јадеме и како го јадеме. Значи, доручекот со бурек и со геврек, со што има друго, не знам, хамбургери и сето тоа, треба едноставно да се фрли веќе брзата храна, време, тоа е... Но за жал децата многу често треба да се заборави, да. Значи, здравиот доручек со корнфлекси, со житарици е она што веќе влегува на широка врата во Македонија и на секаде, треба да се практикува и дури тоа треба дома да се направи доручекот пред да се отиде на работа, што никој не го прави во Македонија. Сите јадат негде во 12 часот, па не се знае дали е ручек, дали е доручек, дали е ужина или што е, и веќе имаме еден пореметен редослед. Понатаму да се јадат што повеќе салати, да се јаде доволно месо, зеленчук, барем Македонија изобилува со тоа. Не можеме да кажеме дека нема. Во Македонија ако нешто има, тоа е многу зеленчук. И здравието е на пазарите, како што знаете вие да кажете. Здравието е на пазарите, здравието е да се јаде дома, домашно приготвена храна. Помалку употреба на сол во исхраната е исто така еден начин со кој ќе се заштитиме од евентуално заболувања кои што доведуваат до покачен крвен притисок. Помалку употреба на шекери во исхраната е, мислам, основно, веќе да ги заборавиме баклавите, тулумбите и другите тешки јадења од турско време. Мислам дека овошните колачи и овошните торти конечно треба да влезат и во Македонија. Веќе нека се остави баклавата и тие по-шекерни сладки за некој поголем празник, кога тоа сите сакаме да го сториме. И ретко да се конзумира. Сепак овошјето и зеленчукот да влезат.
Спортувањето е најважно од млади години. Ние секогаш знам дека нашите деца ги носиме, додека бевме млади, нели ги носиме да спортуваат, ги учиме. Меѓутоа не го одржуваме тоа. Дали од родителот зависи, дали од детелот зависи, Добре, и каде се прави прекинот, не можам да кажам. И компјутерите си го направија Веројатно своето. и компјутерите си го направија своето, но форсирањето на спортување секојдневно, наевтин спорт, пешачење, брзо одење, апсолутно треба да се инсистира. Пак ќе кажеме дека избегнувањето на стресот може би е тешко, но ако работиме на тоа ќе успееме. А превенција представува, се разбира, и лекувањето на болестите што ги имаме. Пациентите кои што боледуваат од покачен крвен притисок треба да се лекуваат. Пациентите кои што боледуваат од шеќерна болест треба да се лекуваат. Пациентите кои што имаат температура подолго време и која што се гледа дека не знаеме од што е, треба да отидат на лекар и да се запрашаат дали можеби некој срцев залисток не е воспален, дали некое воспаление постои и во оваа регија. Така да превенцијата се однесува на сите етапи, како примарна превенција е додека сме млади, престанок на пушење цигари, не го кажавме, тоа е, се разбира, најважно. Так, го споменавте неколку пати во емисијата. Да, но секундарната превенција е исто така многу важна. Лекувањето на болеста која што постои, лекувањето на излечената болест, водењето на излечената болест до крајот на животот со соодветен третман, со соодветна дисциплина, ќе предизвика помалку компликации после одредената болест. Така. Докторке, јас ќе ви се заблагодарам што одвоивте време да дојдете во Кочани, да дојдете во Канал 8, еве да можеме едукативно да влијаме со ваквите емисии. Верувам дека ќе соработуваме со докторите од Аџи Бадем Систина и барем еднаш месечно ќе можеме да поразговараме со вас. Станува збор за врвни лекари кои би сакале да ги имаме тука во Кочани и во нашата емисија. Мене ми беше навистина големо задоволство да учествувам во вашата емисија, инаку имате прекрасен град, каде што гледам дека има малку можност за ризици. Тоа е град каде што има лозја, каде што има многу отворен, чист воздух, и можноста за добро здравје овде е висока. Треба да се искористи, така кажа. Треба да се искористи. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме емисијата Здравјето е се на Канал 8. Разговаравме со доктор Снежана Бунгарт-Мешковска, кардиолог од клиничка болница Аџи Бадем Систина. Ви благодариме за вниманието, се гледаме следната среда во истиот термин. А вие до тогаш останете ми во добро здравје и слушајте ги советите на нашите лекари. Довидување.